Добар ден, Христос се роди. Со божикни литургии во православните храмови и во топла семејна атмосфера денес се слави Рождеството Христово. Следи божикно издание на Дневникот на Канал Плюс. Православните храмови утринава беа полни со верници. Се слави Христовото раѓање. Верата треба да се потврдува со дела, вели митрополитот Брегалнички Иларион. Македонска каменица ги има сите предуслови за интензивен развој на сточарството. Државата и годинава ќе инвестира 33 милиони евра за рурален развој. Предлог законот за слободни здравствени зони отвара можност за развој на бањските и рехабилитационите капацитети во државата. Верата без дела е како тело без душа. Македонскиот црковен врв на најголемиот верски празник апелира верниците секојдневно да ги практикуваат христијанските вредности и со дела да ја потврдуваат верата во Бога. Божикната литургија утринава ги исполни со верници соборниот храм Свети Никола во Штип. Христос се роди, навистина се роди. Вака православните христијани се поздравуваат денес. Утринава во сите православни храмови се служеа божикни богослужби со света причест на верниците кои ги завршија божикните пости. Соборниот храм Свети Никола во Штип беше исполнет со верници. Архиепископот Брегалнички господин Иларион со апел верата да се потврдува со дела и верниците не само на празници, туку и секојдневно да практикуваат живот во согласност со христијанските начела, добродетелство, милосрдие и душевен мир. Сите треба да размислуваме колку ја практикуваме верата. Не е доволно само да речеме дека веруваме, туку треба да покажеме и дела. А вера без дела е како тело без душа. Значи, еве показател е нашата вера, нашата традиција, верниот народ кој што денеска го наполни овој храм, а сигурен сум дека на денешен ден сите храмови се полни и преполни кои што го слават Бога. Но не е доволно само тоа. Треба да водиме и вистински духовен живот со пост, со молитва, со покаяние, со љубов, со простување. Божик е семеен празник и момент на посветување на семените вредности како основа за мирен и исполнет живот. Со порака за заедништво и слога е божикната честитка на митрополитот Брегалнички господин Иларион и на градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Би сакал во ова прилика на ова празнично расположение да им го честитам новото 2016 лето Господово на сите благочестиви православни луѓе од нашата епархија и на сите луѓе кои што живеат овде во епархијата, во татковината и насекаде во светот, посакувајќи се милостивиот Богомладенец кој што се раѓа заради нас и нашето спасение, да подари мир и благосостојба на земјата, љубов и разбирање помеѓу луѓето, благослов и благодат на земјата, за да поживееме радосно и спокојно. Смислата на денешниот празник најубаво ја опишува светиот Атанаси Велики, вели Бог постана човек за човекот да постане Бог по благодат. Христијанската црква, Македонската православна црква, го опсти нашиот македонски народ. И посебно ме е мило што денеска нашиот соборен храм Свети Никола беше полн со верници. Едноставно, нашата бурна историја и традиција е поврзана со Македонската православна црква и лично мислам дека спасот нашиот народ го нашол во Македонската православна црква, почнувајќи од Свети Кирил и Методи, Свети Климент и Наум и сите илјадници по нив, епископи, свештеници кои го шириле христијанството, но и нашата писменост. Затоа денеска ја користам приликата да го честам големиот празник на сите православни христијани, на свештенството во Брегалничката епархија. Сакам да им порачам и да им посакам да имат многу здравје, многу среќа во годината која предстои пред нас, да се посветиме максимално со нашата трудолюбивост, со многу работење, но и со љубов да направиме добри дела. Христос се роди, навистина се роди. Божик според црковниот календар се празнува 3 дена. Утре е соборот на Света Богородица, а третиот ден е Свети Стефан Првомаченик.
Славењето на Божик започнува со Бадникова вечер. Градоначалникот на Штип Илчо Захариев Бадниковата вечер и оваа година ја помина со жителите во канаците на манастирот Света Недела. Градоначалникот Захариев и оваа година присуствуваше на традиционалната Бадникова вечер со лицата кои се сместени во канаците на манастирот Света Недела. Во присуство на свештено лице на Брегалничката епархија беше осветена и благословена Бадниковата вечера составена од традиционални постни специјалитети. Потоа се кршеше Бадниковиот колач, а најмногу среќа имаше највозрасниот член, 78 годишната баба Гордана, кај која втора година поред се паја паричката. Раѓањето Христово, Божик и Бадна вечер се момент кога се зближуваат семејствата, кој во секој семејство мора да има се, мора да има пред се радост, насмевки, љубов. И ние сакаме нови луѓе да им покажеме колку се битни тие за нас, колку се значени и колку Бадник е битен да се соединиме. Оние што имаме повеќе да го споделиме она што го имаме материјално со другите кои немаат. И убаво е што сите лица кои живеат овде, кои се згрижени што вечерва се овде, ќе имаат можност со нас да бидат на Бадна вечер. Локалната самоуправа Штип и понатаму ќе продолжи да се грижи за овие луѓе кои ги користат просториите на манастирот и оваа година има предвидено неколку проекти со кои уште повеќе ќе ги подобри условите за живот. Овие жители, ова место си го сватија како свое. Секој моје доаѓање гледам новитети овде и битно е дека го одржуваат безпрекорно. Значи, кога дојда овде, дел од овие простори беа доста запуштени. Сега со нивното присуство тие живеат. И верувајте дека домаќинското однесување не мотивира да инвестираме во тие луѓе. Обиден сум дека оваа година ќе им донесе многу среќа и дека со заедничко вложување, нивно и наше, ќе имаме уште подобар услов за живење овде. Во канаците на манастирот Света Недела се сместени десетина луѓе кои се социјално загрозени и немаат сопствен дом. Трошоците за нивно сместување, грејење, вода и струја се натовар на општина Штип. Вчера Сдруженијето Цивитас на овие луѓе им подели пакети со основни прехранбени производи. Политичарите во божигните честитки посакаа добра мисла, мир и сплотеност меѓу луѓето, духовен мир и благосостојба. Поглаварот на Македонската православна црква со апел до верниците да покажат добра волја и соживот со сите народи, но и сплотеност и национално единство. По повод големиот христијански празник Божик, државниот врв и поглаварот на Македонската православна црква им го честиташе овој празник на сите христијани. Рождеството Христово е празник на небоземната радост во која учествуваат ангелите и праведниците и сите кои се исполнети со спасоносната светлина. Овој празник е уште една прилика да се испитаме во верата и колку ја знаеме и колку ја живееме. Светата црква, посебно на овој ден, не повикува да покажеме добра волја и да го градиме и чуваме мирот со сите народи. Исполнети со божикната радост, да учествуваме во јакнењето и на духовното и на националното единство меѓу нашиот народ, без разлика каде живееме во татковината или пак раселени по светот, се наведува во обраќањето на поглаварот на Македонската православна црква. Големиот христијански празник кога го славиме раѓањето на Синот Божи, нека не исполни со добра мисла, мир и единство. Радоста на овој празник нека биде поттик да бидеме солидарни и хумани. Во духот на нашата традиција, посакувам како што сме сплотени за време на празниците, така да бидеме заедно и во текот на целата година. Меѓу себе да бидеме човечни, да си помагаме и да се почитуваме, се вели во честитката од председателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов. Премиерот Никола Груевски во божикната честитка до православните верници повикува вербата во Бога и понатаму да не води на нашиот заеднички пат, уште повеќе нека не зближи во нашата соработка и взаемно почитување. Нека ни даде сила да ги надминеме препреките пред кои е исправена нашата татковина. Нека Бог биде со нас во секоја радост, болка или тага. Нека биде со нас во секое дело кое го правиме, во секој дом и семејство. Обединети сме силни, а единството дава можност за напредок, се наведува во божикната честитка од премиерот Никола Груевски. Председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев за големите христијански празници Бадник и Рождество Христово Божик во свое име и во име на СДСМ упати честитка до сите граѓани кои го чествуваат овој празник. Упатувам на искрени честитки за Бадник и Рождество Христово Божик, това слично до членовите на Синодот, на свештенството и монаштвото, до сите граѓани кои ги чествуваат овие големи православни христијански празници, во мое име и во име на Социјалдемократскиот сојуз.
стои во честитката на Заев. Почитувани православни верници, драги сограѓани христијани, во очи на големиот христијански празник Божик, со кој се означува Христовото раѓање, ви посакувам во вашите срца и животи да се изродат многу здравје, среќа и радост, а со бадниковата вечера да се зајакнат семејната слога и љубов. Ви посакувам да продолжите работоспособно и вредно да се движите по патот на работливоста и успехот, а ние како локална власт ќе продолжиме да ги остваруваме нашите цели и проекти со кои му даваме модерен лик на градот. Стои во честитката на градоначалникот на општина Штип, примариус магистер Илчо Захариев. Кон честитките се придружуваат и пратениците во Собранието на Република Македонија, Никола Мицевски и Трајче Димков. Продолжуваме на тема здравство. Предлог законот за слободни здравствени зони е во собраниска процедура. Законот треба да резултира со нови привлекување на странски, воведување на нови здравствени методи и постапки и подигнување на квалитетот на здравствената заштита во земјата. Законот ќе отвори можност и за зголемување на странските инвестиции на планот на комплементарната и алтернативната медицина, каде можност за развој гледаат бањските капацитети и центрите за рехабилитација. Предлог законот за слободни здравствени зони како концепт за привлекување странски капитал кој предвидува воведување нови здравствени методи и постапки, трансфер на нова технологија во насока на подигнување на квалитетот на здравствена заштита во земјата, е усвоен на владина седница и е влезен во собраниска процедура, информираше вчера министерот за здравство Никола Тодоров. А тоа е сегментот за можноста корисниците на зоната, односно инвеститорите, да пружаат услуги на комплементарна и алтернативна медицина и она што е многу значено исто така, и банско климатско лекување со сместување и физикална медицина и рехабилитација. Корисникот на зоната може да склучи договор со Фондот за здравствено осигурување и на Македонија, само во овој случај. Тоа така, предвидено е во законот да може да се склучува договори со Министерството за труд и социјална политика во рамки на нивните програми за банско климатско лекување. Министерот за здравство потенцира дека концептот на законот кој веќе беше презентиран во јавноста е проширен во делот на банско-климатското лекување, а се вклучени и сугестии и предлози изнесени во рамки на неговата презентација, како бизнис модел и можност за инвестирање за време на посетите во здравствени установи во повеќе земји, како што се САД, Данска, Германија, Шпанија, Франција и други, со цел да се овозможат што е можно по поволни услови за странските инвеститори. Во однос на даночните ослободувања во делот на банско-климатското лекување, важат даночните ослободувања за персонален данок на добивка под истите услови, како и инвеститорите кои ќе основаат здравствена зона, односно болници, додека во делот на медицинска опрема и материјал за градење, овие инвеститори ќе бидат ослободени од данок на додадена вредност и царина. Според законските одредби, кај банско-климатското лекување право да ги користат услугите имаат и македонските и странските државјани. Услугите во болниците во зоните пак можат да ги користат странски државјани, а македонските или државјани на сите соседни држави може да ги користат со тоа што ќе ги плаќаат услугите со лични средства, по цени кои што се до 30% повисоки од највисоките цени на здравствените услуги на приватните здравствени установи во Македонија. Наскоро ќе биде објавена програмата за рурален развој за 2016 година. Државата и годинава ќе издвои 33 милиони евра за патишта и водовод во руралните подрачја и за модернизирање на земјоделската механизација. Новата програма за рурален развој, која наскоро ќе биде објавена, предвидува изградба на нови локални патишта, водоводи и модерна механизација за земјоделците во руралните подрачја, најави премиерот Груевски. Државата и оваа година издвои 33 милиони евра за оваа намена. Со инвестирањето во овие средини, покрет земјоделците корист имаат и лицата кои живеат таму, а не се занимаваат со земјоделие. Ќе биде користена главно за поддршка на земјоделските стопанства, за нивна механизација, опрема и се друго што е потребно за нив, и за општините во руралните средини за изградба на различни инфраструктурни проекти кои би им помогнале на земјоделците. Локални патишта, водоводи и слично кои што се во полза на земјоделците. Така што
наскоро откако ќе се усвојат програмите на влада, ќе започне објавувањето на огласите за конкурирање по оваа програма. Инаку програмата е правена согласно потребите на земјоделците. Минатата година исто така 33 милиони евра беа наменети за поддршка на руралниот развој. Парите беа поделени во две категории со повеќе мерки за подобрување на квалитетот на живот во руралните средини и модернизација на земјоделските стопанства. Една од мерките беше финансиска поддршка на младите земјоделци, кои можеа да добијат субвенции до 10.000 евра од државата, додека пак околу 420 земјоделци со помош на оваа програма се стекна со нови трактори и приклучна механизација. Државата покри дел од трошоците на земјоделците кои подигнаа овошни лозови насади. Млади сточари од руралните средини на Македонска Каменица ќе го прошируваат сточниот фонд со помош на мерките од ИПАРД програмата. Со еланот за работа и со богатата планинска паша, овој регион ги има сите предуслови за развој на сточарството. Голем број на млади сточари и земјоделци на територијата на Македонска Каменица се заинтересирани за проширување на сточниот фонд преку мерките што ги нуди владата, преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието. Демјан Гоцевски од село Горна Цера е еден од нив. Веќе неколку години се занимава со сточарство и земјоделство, а годинава планира да го зголеми сточниот фонд, за да може да аплицира по мерката 112, преку која им се нуди финансиска поддршка и вработување на нови лица. Па јас моментално сега имам 60 грла говеда. Па вклучени сме моментално јас и жената, али фаќам нон-стоп работници за храна, да собирање, се сам со работници, лето плаќам исто, фаќам си горе говедар. Има кој сака да работи овде, има. Јас сум на план да зголемам старото. Советниците од канцеларијата на Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството на терен им помагаат и ги советуваат младите лица од овој крај, како полесно да ги исполнат условите за аплицирање по овие мерки со кои што им се нуди финансиска помош. Преку разни мерки, поттикнувања, субвенции, советодавни информации, советодавни посети на терен, сакаме и имаме намера да овие млади лица ги задржиме, да преземат од повозрастни генерации ова стока, конкретно сточниот фонд и растителното производство кое го има и да се изврши проширување. Особено се дава приоритет на возраст од 18 до 40 години. Тоа е мерка од програмата за развој на руралните средини, како што ова типично тука во подрачјето на општина Каменица. Тоа се лица млади земјоделци и не само на ова подрачје територија на Цера, Саса, има и во другите атари на цела општина Каменица, има уште млади лица, сточари, земјоделци, пчелари, одедувачи на говеда, на кози, на компир, пчелари, како што реков, кои може да послужат како пример дека младите лица сакаат да работат на земјоделие, може да го најдат со интерес во земјоделството и да бидат стимул за другите млади земјоделци и сточари кои сакаат да се занимаваат со земјоделие, кои имаат традиции во нивните семејства, да го продолжат тоа, да не се иселуваат. Тука може да планираат со помош на државните институции за развој, поттикнување, субвенции со мерки од локалната самоуправа да останат тука и да бидат предводници на понатамошниот развој и екзистенција на младите семејства во овие подрачја. Демјан Гоцевски со своето семејство планира да произведува и органско ѓубриво со одгледување на калифорниски црви, се со цел да ги постигне стандардите за органски и еколошки производи. Органско ѓубриво производам, пошто тоа више кога ќе успеам нема да прскам, нема травата, ниша посадевините што садиме од самото ѓубриво, кравите што пасат травата. А кога ќе проработат тоа ѓубриво, тие органските црви, тогаш ги нема тие, уништуваат се сите тие микроорганизми и ќе биде чисто еколошко, ќе биде и на тоа сам на план да извадам и сертификат да видам, ама треба да ни дадат поддршка оздоле стручни лица да дојдат да ни објаснат како тоа треба да направиме. Органска храна да производам, дали телиња на месо да бидат органски чисти, да нема ништо со вештачка храна, оно на тоа се иде и комплет гледаме во цел свет.
Инаку територијата на општина Македонска Каменица, поточно Осоговските планини, ги има сите предуслови за развивање на сточарството, особено со богатите пасишта и планинската вода. Советот за безбедност при Обединетите нации на итни консултации во средата вечерта силно го осуди новото нуклеарно тестирање од страна на Северна Кореја и објави дека ќе подготви дополнителни мерки против таа земја, што е дипломатски еуфизам кој всушност значи санкции. Членките на Советот за безбедност потсетуваат дека уште претходно изразија спремност да преземат на тамошни значителни мерки доколку се случи ново нуклеарно тестирање од страна на Демократска народна република Кореја. Имајќи ја предвид таа одлука и тежината на прекршокот, членките на Советот за безбедност веднаш ќе започнат да работат на тие мерки во нова резолуција. Француското сатирично списание Шарли Ебдо ја одбележува првата годишнина од нападот врз неговата канцеларија во Париз со специјално издание, објавено денеска. На насловната страница на изданието, кој има 32 страници, е прикажан маж со брада, кој го представува Господ со калашников во рака и со наслов кој гласи «Една година подосна, напаѓачот се уште е во бегство». Со насловната страна се одбележува годишнината од нападите врз редакцијата, кои се случија на 7 јануари 2015 година. Тогаш двајца исламистички милитанти упаднаа во канцелариите на Шарли Ебдо во Париз и отворија оган кон вработените, при што убија 12 лица. Најмалку 8 лица загинаа, 23 се повредени во гранатирањето на Дамаск, јави Сана, повикувајќи се на извори во Министерството за надворешни работи на Сирија. 8 лица загинаа и 23 се повредени во гранатирање на терористите од правец на Источна Гута, најголемото упориште на бунтовниците недалеко од Дамаск, наведува Сана. Во гранатирањето на Дамаск причината е материјална штета. Авиацијата на сириската војска редовно ја бомбардира зоната која се граничи со главниот град. Најсмртоносниот напад во центарот на Дамаск беше во април 2014 година, кога загинаа 14 и беа повредени над 80 лица. Бунтовниците тогаш гаѓаа училишен комплекс во стариот дел на градот. Над 260.000 лица загинаа од почетокот на судирите во Сирија во март 2011 година. Настава по скијање за сите студенти на Универзитетот Гоце Делчев од Штип организира Универзитетскиот спортски центар во соработка со одделот за спорт на Софискиот универзитет. Истата ќе се реализира во период од 21 до 26 февруари на Маловица, Рила планина во Бугарија. Практичната настава по скијање се организира за сите заинтересирани студенти кои сакаат да научат да скијаат, како и оние кои веќе имаат одреден степен на познавање на скијачката техника. Обуката ќе се реализира од страна на лиценцирани инструктори, а учесниците ќе бидат поделени во групи според степено на познавање на скијачката техника, почетници, полускијачи и напредни скијачи. Освен обуката, предвидени се бројни културно-забавни активности, надпревари на снег и многу дружење. Дејан Недев, најдобриот македонски каратист, од денеска па до 9 јануари ќе учествува на елитниот карате семинар кој ќе се одржи во Берлин, Германија, под водство на повеќекратниот светски шампион Сенсеј Хидео Очи 9 дан. Со овој семинар и официјално стартуваат активностите на Македонската традиционална карате федерација за 2016 година. Престојнава година ќе биде исклучително богата за нашата карате федерација и на домашен и на меѓународен план. Најважни настани за македонските каратисти од Македонската традиционална карате федерација во 2016 година ќе бидат светскиот куп во Хургада, Египет, кон средината на февруари и европскиот шампионат кој ќе се одржи кон крајот на октомври во Скопје. Ова е се во божикното издание на Дневникот. Останете во убаво расположение и со програмата на Канал Плюс.